Османлиската империја се воведе монетарни реформи, банкарски реформи и така натаму, меѓутоа овие монетарни реформи на кои што ќе се фокусирам сега за да дојдеме до тој паричен хаос, не биле коренити. Најпрвен кога се вовел новиот куруш и новата златна лира кој што бил воспоставен, нели, и нов курс помеѓу нив и сето тоа, не се вовеле конкретни напори, ниту доволни напори, за да се тргнат старите пари кои што биле во употреба. Значи имаме употреба и на стари куруши, кои што биле обезвреднети, на нови, па дури и на акчиња. Акчето, иако веќе во 19-тиот век на почетокот укинато, тоа дури во 1860-тите години се уште ќе циркулира. Оваа циркулација секако не е поволна за населението, бидејќи имаме стари пари, нови пари, понатаму се создава голема забуна, бидејќи самите куруши имаат и своји подединици. Значи, ако имаме еден куруш, имаме 5 куруша, 6 куруша, кои што се ковеле. Например, монетата од 5 куруша се нарекува бешлик. И таа официјално е 5 куруша. Меѓутоа, старите куруши пред 1844 година не вредат толку, бидејќи биле обезвреднети. Например, имаме монета од 5 куруша, бешлик, која, односно турскиот збор беш доаѓа тоа, вреди 2,5 куруша. И тоа создава и дополнителна забуна во економските трансакции.